последно издание на Заспи, ако можеш, за оваа работна недела во наредниве час и 10 на 15 минути. Ке се дружите со мене Дана Милоселевич и со колегата Горан Момировски, како и со нашиот вечерашен гостин, градоначалникот на општина Аеродром и подпредседател на ВМРО ДПМН, господинот Тимчо Муцовски. Добар вечер. Добар вечер. Благодарам за можноста да гостувам повторно во вашата емисија. Да. Морам да признам, како градоначалник на Аеродром, имате обврска да ни одговорите на нас, жителите на општината, да неколку прашања. Не се, јас сум од Газибала, сум јас. Јас реков на нас. Дури моите соседи инсистираа да поставам неколку прашања на темата, меѓутоа, од друга страна, вие сте еден од представниците еден од главните за меѓународни односи во партијата ВМРО ДПМН, а со оглед на денешните случувања, мислам дека повеќе ќе се задржиме на темите поврзани со тоа. Еве да почнеме веднаш од изјавата, односно интервјуто на американската амбасадорка Кристина Агилер, која Анџела, не Анџела. Кристина Агилера е пејачка. Да, така е, Анџела Ангелер, се извинувам многу на амбасадорката, која што практично после еден друг вид на изјави кој што ги даваше пред 20 на дена, еден месец, денеска практично порача дека нема ништо спорно во договорот со Бехтел и Енка, дека се е транспарентно, поточно и ве обвини вас како партија дека се обидувате да добиете само политички поени преку нападите врз овој договор. Па добро, работа на секој амбасадор е да ги штити интересите на деловните субјекти кои што доаѓаат од неговата земја. Тоа би требало, за жал не го прават македонските амбасадори надвор од нашите граници, и тоа е меѓу делокругот на врските кои што ги има и амбасадорот на Соединетите американски држави во Македонија. А ние уште на почетокот кога почна целиот овој процес, и тука има неколку спорни елементи. Првиот спорен елемент е изборот на компаниите кои што го вршат надзорот, но исто така спорен за нас е и содржината на самиот договор. Да бидеме најасно, ние како политичка партија немаме проблем ниту со компаниите Бехтел, ниту со компанијата Енка. Тие се приватни корпорации, чија што цел е да максимизираат профит и да го штитат интересот на нивните акционери. Нивниот менеджмент е толку успешен колку што се нивните акционери од нивната работа. И тоа го гледаме низ призмата на што е оврска, нели, еден амбасадор да штити деловен интерес на своји субјекти, тоа е нормално, тоа е и предвидено. Што е работа на корпорација да зголемува профит во интерес на своите акционери, но за нас суштинското прашање е што е работата на нашата влада. Целта на државата е да го штити даночниот обврсник и да го штити буџетот. И токму тука лежи каде е нашата крајна забелешка. Ние не велиме инфраструктурниот проект како концепт дека е лош, напротив. Треба да има вакви вложувања во инфраструктура. Се возужав неколку пати и како концепт е проблематичен. Ви да градите автопатишта над 100 километри, а да немате план, да немате физибилити студија и како концепт е проблематичен. Тоа е веќе во начинот на реализација. Да. Значи, идејата за изградба на коридорите 8 и коридорите 10 е нешто што треба да има поддршка. Дали треба да привлечеме врвни странски корпорации кои што заедно со нашите домашни кои што имаат своји капацитети, како концепт е добра идеја, Но дали ваков договор е добар за Македонија, дали ваков договор е добар за македонскиот даночен обврзник, одговорно тврдам, бидејќи го имам видено договорот кој што на нас како политичка партија ни го достави свиркач, одговорно тврдам дека неговата содржина е опасна, потенцијално штетна и отвара сериозни ризици по македонскиот буџет, отвара сериозни ризици долгорочно можеби и по макроекономската стабилност на државата, кој што по сите информации кои што ги имаме на располагање е под сериозен надзор на Меѓународниот монетарен фонд, каде што постојат одредени предвидувања за не толку добро сценарио за македонската економија во иднината. Така да се вратиме на како почнав. Работа на амбасадор е да штити интерес на своји деловни субјекти. Работа на деловните субјекти е да штитат своји интереси. Но проблемот тука е што единствен кој што не си ја врши својата работа е македонската влада, подпишувајќи договори кои што по нас имаат сериозни индиции и за корупција и за штета. И тука е таа опасност која што ние како опозиција
мораме активно да зборуваме за нејзе и да ја информираме јавноста за сите чекори кои што планираме да ги превземеме. Вие сте професор на правен факултет. Предавате сериозни предмети, освен тоа што сте началник на аеродром и подпредседател, претходно бевте во ВМРО ДПМН секретар за меѓународна соработка, значи ги знаете дипломатските. И во семејство сте растени каде што дипломатијата била дневна тема, да речеме. А амбасадорката Агелер денес, кога јас го тврдам, нели, излезе надвор од Виенската конвенција. Таа прво даде интервју, многу интересна работа, Мија го нема објавено на својот Facebook профил интервјуто или тој дел од интервјуто допрва ќе се објавува цело, даде за државен функционер, за директорот на Мија, колегата Драган Антоновски, сега државен функционер, значи тој е практично именуван од владата. А подоцна попладнето отиде во владата, се сликаше таму со премиерот Ковачевски, а претходно ве нападна вас дека се обидувате да земете некакви политички поени, тврдејќи дека договорот процесот бил транспарентен, а во исто време никој, освен во владата десетина луѓе, не го виделе тој договор. Јас разбирам дека вие како ВМРО ДПМН сериозна политичка партија не можете и не сакате да влезете во отворен конфликт со Агелер или со американската администрација. Меѓутоа, и да морам да бидам искрен, тоа како реакција што го прочитав од ВМРО денеска беше многу духовито, многу на место. Меѓутоа, што мислите, дали во американската амбасада и амбасадорката Агелер знаат дека ова што го направи денеска таа со интервјуто е лошо и за владата, затоа што целата омраза ми се чини дека од ова опасност од огромни милиарди да се изгубат од државата ќе оди на контото на СДСМ и огромна штета направи за американската администрација, значи стратешки партнер кој што објективно многу помагал во последниве 30 години. Јас би го потврдил, би почнал со последното кој што го кажавте. Многу прашања кажав сега. Без сомнеш Соединетите американски држави биле и ќе останат стратешки партнер на Република Македонија, се работи за држава која што има сериозни инвестиции во Македонија. Огромен дел од тие инвестиции ден денес и вработуваат и повеќе илјадници наши сограѓани, посебно во технолошко-индустриските развојни зони. Секоја американска инвестиција е добре дојдена по Македонија. Така било и така ќе биде и во иднината. Не е коректно јас да коментирам како размислуваат внатре во американската администрација по однос на тоа прашање. Не е тоа начинот на кој што сметам дека треба да се одвива нашиот меѓусебен диалог. Ние имаме редовна комуникација со амбасадата на Соединетите американски држави и се што сметаме меѓусебно да споделуваме, го споделуваме на тие средби. Но јас ќе кажам за ВМРО ДПМН и во делот на надворешната политика нема нешто што е посилно од нашиот домашен интерес. И така ние ги гледаме овие прашања. Значи нема некој кој што е позначаен за нас од интересот на македонскиот граѓанин, од зачувување на интегритетот и ликвидноста на нашиот домашен буџет и реализација на сите проекти без корупција и насочени кон подобра благосостојба на нашите граѓани. Така да, тука јас би го завршил мојот коментар околу ова конкретно прашање кој што го поставивте. За нас врвен приоритет било и ќе остане заштитата на македонскиот национален интерес. Политичкиот контекст морам да признам дека е специфичен, затоа што, како што рече Горан, амбасадорката дава една изјава, потоа оди кај председателот на владата Ковачевски, иако таа средба е велат редовна во рамки на редовен диалог на владата со амбасадорката. Добре, не отворен ти е на сајтот. Па нема ништо посебно. Што е темата посебно на разговорот? Нема тема на разговорот. Подршка за земјата, Ковачевски се заблагодарил, ќе продолжат да поддржуваат Македонија во наредниот период. Американците, она стандардна процедура во такви средби претпоставам. Меѓутоа, интересно е затоа што и власта и медиумите кои што и даваат поддршка постојано играат на таа карта дека овдека опозицијата работи против нашите добри односи со Соединетите американски држави, против нашите односи со Европската унија, сега намалија делот со Европската унија затоа што европското знаменце некако не им оди во прилог со целата приказна, но некако се чини како да амбасадорката во овој контекст како да одигра во тој правец, како да им даде пас. Ето, не чувствам уврска да одговорам на таквата реторика која што се обидува да наметна СДСМ
пред се бидејќи секогаш кога се обидувала и вие самите кажавте се покажува како невистината. Нели до пред недела дена тие беа Европскиот фронт, па дур не добија еден студен туш од страна на европските представници, посебно по однос на нивното антиевропско однесување, токму со проектот за кој што разговарам, односно начинот на кој што сакаат да протнат неколку закони спротивно на европски стандарди, но е веројатно по информациите кои што ги имаме на располагање и дел од содржината на овој договор ги нарушува некои од тие носечки принципи кои што се и tekako многу значени за нашиот евроинтеграцијски спротивни на договорот процес. за стабилизација и асоциација, прецизно кажано од делегацијата на Европската унија во Скопје. Што значи и наметнувањето на оваа реторика дека тие се проамериканска партија, веќе проевропска не можат да кажат, бидејќи излезе дека работат антиевропски во своето однесување. Не мислам дека, иако тие мислат дека ќе им донесат некои изборни предобивки, не мислам дека е така. Граѓаните на Македонија сакаат промакедонска партија. Партија која што ги штити нашите интереси, секако. Нашите интереси во делот на надворешната политика секогаш ќе бидат во корелација со тие наши стратешки партнери, како што е Европската унија, како што се Соединените американски држави, но секако, гледајќи секој што ни спризме на тоа што е значено и најзначено за нашите граѓани дом. И тука е тој недостаток на СДСМ. Во недостаток на домашни реформи, секојдневни скандали поврзани со корупција, веќе таа јасно оформена перцепција кај нашите граѓани дека не сме имале понеспособна влада во нашата историја, а имало доста и неспособни влади, да бидеме искрени во минатото, но волку неспособна не сме имале. Сега тие како единствен прозорец да гледаат некоја вештачка перцепција дека меѓународната заедница е на нивна страна. Не е меѓународната заедница суверена во оваа држава. Суверени се граѓаните и тие на избори даваат и одземаат мандат, и токму затоа мислам дека обидот да се прикрие неспособност преку создавање на вештачка, не вистината, вештачка и лажна перцепција за меѓународна поддршка, уште повеќе ќе влоши перцепцијата на граѓаните кај СДСМ и верувам дека уште повеќе ќе одврати и тој можеби мал број на граѓани кои што размислува да гласа за нив, да не гласа за нив на следните избори. Времето тоа ќе го покаже, тоа што јас ќе го повторам, го кажав неколку пати од која почнавме емисијата. Приоритет мора да биде тоа што е најзначено за нас дома. Ова е мала земја, земја со ограничени ресурси и треба оптимално да ги менаџираме за да не се доведуваме во некои непосакувани економски и финансиски состојби. Прилично ладнокрвно вака одговарате, затоа што не е само американската амбасадорка Агелер денеска која што директно го нападна ВМРО-ДПМН, и со тоа јас според мене му донесе многу поени. Многу луѓе кои што јас ги познавам лично, денеска се стекнаа со симпатии за ВМРО, иако претходно не гледале со симпатии на ВМРО. Значи, луѓето се свесни дека Бехтел ЕНК е огромен скандал, огромен потенцијал за корупција и денеска неколку луѓе, најмалку тројца денеска ми велат нападот на Агелер врз ВМРО-ДПМН мене ме носи на таа страна, сега не шегата, проевропската, проамериканската не е важно. Да потсетам само уште нешто. Денеска беше и Сарацин, специјалниот енвој пратеник на Германија, германската влада за регионот, кој што каже една, според мене, исто така многу страшна недипломатска изјава дека ако не се прифатат уставните измени, за ова ќе збориме подоцна, ќе има нејасноти и би рекол да не го употребам лош збор, многу лоша изјава на германскиот пратеник. Пред 10 дена имаше интервју на францускиот амбасадор во Македонија, кој што во целото интервју кој прашан за корупција конкретно, на порталот локално мислам дека беше, не одговори со ниту еден, не го спомна зборот корупција. Практично ја поддржа владата, директно да кажам меѓу редови. Значи ВМРО-ДПМН ми се чини дека сега се соочува со многу сериозен притисок од меѓународната сцена. Се согласувам дека народот на крајот да решава и убеден сум дека во тоа поминати се веќе сите лаги, референдумот нели за промена на името и така натаму, меѓутоа повторно ќе речам прилично ладнокрвно ВМРО-ДПМН се справува. Дури ова денеска реакцијата на партијата за изјавата на Агелер беше како така прилично лежерна да ја крстам. Не се вознемирувате многу. И председателот Мицкоски ова го спомна во интервју, да, има притисок врз ВМРО-ДПМН, односно обиди за притисок
и тие, како што и вие нотиравте, не се тајни обиди, во јавноста веќе се зборува и од страна на такви официјални представници се зборува за притисок врз ВМРО ДПМН за уставните промени. Но ВМРО ДПМН го кажа својот став, немаме намера да го промениме, пред се бидејќи веруваме дека тој е правилниот став по однос на сите тие прашања. Немаме хипотеки кон никого, освен кон граѓаните кои што ни ја дале довербата и на претходни изборни циклуси, а кои што ќе ни ја дадат и на следни изборни циклуси. И на локалните избори добивте сериозна подршка. Ние чувствуваме комодитет политички да действуваме така како што мислиме дека е правилно. А верувате ми, во меѓународните односи многу повеќе ќе ве почитуваат кога сте принципиелни. Принципиелност и со сојузниците значи дека не секогаш согласуваме, но дебатираме, дискутираме врз основа на аргументи. И почита во меѓународните односи се стекнува не со сервилност, не со попусливост, бидејќи видовме каде таа сервилност и таа попусливост ја однесе оваа влада на ДУИ и СДСМ, туку се стекнува со принципиелни аргументи, кои што другата страна ги сослушува, ќе повторам, не секогаш ќе се согласуваме, но ако целта ни е заедничка, ќе ги почитуваме некогаш различните ставови. Така да подносно уставните прашањето за промената на уставот, каде што во суштина постои притисокот кој што вие го споменавте, ВМРО ДПМН не планира да мрдне ниту 1 милиметар по однос на тоа прашање. Освен ако нема цврсти гаранции, така? Или ако не е по хрватскиот модел на преамбулата. Тие се аспекти кои што за нас ќе значат заштита на нашиот идентитет. Исполнување на вашата цел во тој цел пакет. Токму така. А под вакви услови и под ваков бугарски диктат, денес сите, целата јавност можеше да следи изјавата на председателот Радев. Начинот на кој што Бугарија се однесува веќе навредувачки кон македонците, не става во ситуација да биде неподносливо прифаќањето на тоа што некој го бара од нас. Така да затоа и се чувствуваме комотни, затоа сметаме дека сме на правилната страна. Анкетите на јавното мислење, но и секојдневната комуникација со граѓаните исто така не го потврдува дека без никаков сомнеш тој е ставот на граѓаните, а тоа што е нивен став е и наш национален интерес. Ајде да го закружиме овој дел со Агилер, уште една забелешка само ми пада на памет преска, значи доколку велите нема да се случи тоа сигурно и не гледам простор веќе искрен да видам, да ВМРО го смени ставот и оди по умот да речам на Агилер, прифати Бехтеленка да ги гласа во собранието, тогаш вие ќе дојдете во директен конфликт со Европската унија, што е главната цел. А тоа што претходно ГИР, делегацијата на Европската унија, кажа дека тоа е спротивно на процедурите, критериумите на Европската унија, договор за стабилизација, асоциација. Чи ставени сте сега како ВМРО да дојдеме меѓу два огна. Дојдете со американците, се вака малку народски кажано, или со европјаните. А нам цел ни е да влеземе во Европската унија. И тука имате концепција како да се излезе од ова. Ќе се спротивставиме прифатиме вакви закони да бидат донесени во собранието. Ќе се спротивставиме со нашиот устав и ќе се спротивставиме со нашиот правен систем на регулација на одделни прашања кои што се обидуваат да ги сменат. Ќе се спротивставиме и со одредени меѓународни норми и стандарди кои што се поврзани со работничките права. Нема ништо позначено од уставност и законитост. И ние во овој процес застануваме во насока на европеизација на нашето општество, не заради ке кажам стандарди на Брисел или некоја земја членка, туку заради највисоките стандарди кои што мораме да ги почитуваме за овој систем да биде функционален. Замислете, се бара поддршка за законско решение за кое што веќе Уставниот суд има пресуден по однос на истата. За 60 часа работна недела. И срамно би било за нас. Јас сум правник, еве не сум пратеник во собранието, но дел од колегите пратеници се и правници. Срамно е за било кој правник да поддржи фундаментално такво нешто. Срамно е да се поддржат измени во закон за урбанистичко планирање кои што значат дерогирање на целокупниот систем на урбанистичко планирање кој што важи за сите други инфраструктурни проекти во државата. Ке повторам, значено е да се прават вакви инвестиции во инфраструктурата, но да се прават по стандарди каде што ќе се гарантира некој степен на транспарентност и законитост. Вакво нешто нема да поддржиме не заради некој надворешен
интерес, независно дали надворешниот интерес да се поддржи или да не се поддржи. Нема да го поддржиме бидејќи тоа не е во домашен интерес и ќе значи нарушување на сите принципи за кои што се зборуваме ние, ќе значи нарушување на еден систем кој што ние како градоначалници го почитуваме. При покрупни инфраструктурни проекти, при реализација на проектите кои што ги работиме на локално ниво и ќе значи дерогирање на самите себе. Така да и ова прашање го гледаме низ призма на не тоа што мисли некој, туку тоа што сметаме дека е највисок интерес на македонските граѓани. Сега се враќаме на второто прашање практично, ова со представникот на Германија Сарацен. Значи тој денеска во изјавата за 360 степени вели, мислам дека нова, сега го цитирам господинот Сарацен, мислам дека нова земја и треба лето на примирие, поголема јаснотија за идниот пат на земјата и за самата земја, но и за ЕУ. Ако ова лето уставните измени не се спроведат успешно, тоа гледам многу тешкоти во наредниот период, најмалку тоа ќе биде големо губење време, а во лошото сценарио вели гледам многу нејасноти за патот на Македонија. Ова од многумина денеска беше потолкувано како еден вид на закана за македонските интереси. Колку што јас успеав да прочитам и по портали и на социјалните мрежи, и сега што се случува? Истиот господин Сарацен во интервју кој што го направил за TV21 и кој што парцијално сега се објавува, вечерва додека ние зборуваме, а целото ќе оди во петок, мислам дека, самиот вели дека во никој случај не се заканува. Воопшто без никакво логична предигра за тоа. Ова е реакција на реакциите по неговото интервју кој што беше објавено во текот на денот. Вели во никој случај не се закануваме и не се мешаме во нивните одлуки, туку им кажуваме дека тоа се нашите аргументи, доколку сакате да не се придружите и да слушнете, односно сватете, сега го кратам целиот текст, нема да има друга понуда од Европската унија, ова е тоа. Францускиот предлог мора да менувате устав и така стоат работите. Прво мислам, значи не ми се закануваме, ама ова е тоа. Прво не мислам дека стратешки Европската унија ќе се откаже од проширување кон било која земја од Западниот Балкан. Пред се бидејќи тоа е интерес на самата унија. Тоа и вчера беше кажано, експлицитно. Да. Без никаков сомнеш, не мислам дека заради тоа што Македонија нема да ги прифати уставните промени, Европската унија ќе рече, од денес веќе Македонија е земја за која што нема интерес од наша страна за проширувањето. Мислам дека нашата најслаба страна, и тоа секаде каде што одам го говорам, се домашните реформи. И тоа не прават слаб кандидат, односно недостатокот на домашни реформи, не прават слаб кандидат, и не прават кандидат кој што е сериозно подложен на ваков тип на непринципиелни притисоци, кои што колку и да се непринципиелни, портфолиото на недостаток на реформи е толку лошо, да им остава простор на земјите членки како Бугарија да наметнуваат тоа што сега го наметнуваат. Денес имав можност да присуствувам на една дебата по повод Денот на Европа, организирана од Фондацијата Конрад Аденауер. Таму имаше панел на кој што јас учествував, а еден од првите говорници беше актуелниот претседател на државата, Стево Пендаровски. Интересно беше да се следи неговиот говор, бидејќи тој во неговиот говор истакна дека мораме да дадеме како држава забрзана динамика во делот на европските интеграции. Ја отвори оваа тема. И он тука како приоритет стави борбата против корупцијата, одредени клучни реформи поврзани со владењето на правото. Тоа е тоа, парафразирам, што мора Македонија да го направи за да напредува на патот кон Европската унија. Морам да ви кажам дека целосно се согласувам со претседателот Пендаровски. Да, тоа е тоа што Македонија навистина мора да го направи за да стане што попосакуван кандидат за членство во Европската унија. Но тоа што претседателот Пендаровски целосно го заборави, прво дека веројатно заборави дека е претседател на држава веќе повеќе од 4 години, навлегува веќе во 5-та година од својот мандат, каде што ништо не е направено, напротив, имаме назадување по сите овие теми кои што тој ги отвори како приоритетни, а некако како да не го гледаме неговиот удел во ова прашање, до толку што и амбасадорот на Европската унија пред неколку недели јавно кажа дека има сериозен недостаток на реформи поврзани со борбата со корупцијата и владењето на правото. Јас не го кажувам низ призма на тоа пак да кажеме како влијае некој амбасадор или не влијае, но тој е представник на организацијата
кој што врши евалуација и одлучува дали сме напредуваме соодветно или не напредуваме соодветно по тој евроинтеграцијски пат. Значи, ќе повторам. Колку што сме поуспешни дома, толку ќе бидеме покредибилни кога застануваме во насока на заштита на македонските национални интереси. Оваа влада во последните 6 години процесот на европска интеграција го интерпретираше како процес каде што таа апсолутно ги прифаќа сите барања на сите соседи по однос на сите национални прашања и сметаше, дури и кампањи, убаво вие не подсетивте, водеа Европска Македонија, Европско здравство кампања, водеа врз основа на таа идеолошка поставеност во делот на надворешната политика дека попусливоста и сервилноста ќе донесе резултати, и тоа се покажа како максимален неуспех, бидејќи сервилноста без резултати на домашен план те прави подложен на постојани уцени. Така да секој еден дополнителен ден што вие луѓе се на власт, Македонија ќе биде предмет на дополнителни уцени, државните власти нема да бидат почитувани и нема да бидат во ситуација каде што тие ќе можат да кажат не. Затоа тие за се велат да. Во моментот мислам дека тоа го кажав, ако се сеќавам добро, и во една претходна дебата го имаме отворено тука кај вас кога сум бил претходно гостин, дури мислам дека и самата Бугарија не верува до кој степен Македонија и попушти кога е во прашање тоа што се случи пред една година. А тоа го прават бидејќи немаат капацитет. Прво верувам дека немаат човечки капацитет, но истовремено верувам дека уште посилен е и фактот што вие луѓе немаат волја да спроведат домашна реформа. Овие договори за кои што зборуваме, договорот Бехтеленка, низата коруптивни скандали не покажуваат дека имаме влада која што не сака Македонија фактички да напредува кон европскиот пат. Тоа ми е следното прашање и добро се поклопи. Со Бехтеленка ние кршиме низа европски протоколи, критериуми, стандарди, процедури и утре ќе се случи да Европската Унија ни рече нашиот амбасадор ве предупредуваше, а вие сепак, заради тоа што вие рековте се обидува 5 закони по кратка постапка апостолско знаменце да ги спроведат, тие веќе закони се во собранието, веќе се гласаат во понеделник, има расправа, нели, се оди паралелно на комисија за да не се губи време, за да може да одредиме 20 дена и објективно е дека вие освен ако не излезете на улица да запалите владата како ВМРО ДПМН, тие закони ќе поминат. Тоа е неминовна ситуација. Но таа ситуација утре нас или поточно вас кога ќе дојдете на власт ќе ви биде блокада за продолжување на преговорите со Европската Унија. Вие сте не вие, но оваа влада, македонска влада, иако смешно звучи да се нарече македонска, е направила нешто што ќе биде сериозен проблем во иднина во поглед на корупција. Сите во Брисел ќе велат, ама тие се корумпирани, направија договор без јавен тендер, како што е европската процедура, направија договор кој што не беше објавен во јавноста и низа други пречки кои што вие ќе треба да ги решавате. Ризиците од тоа постојат без никаков сомнеш и Европската Унија беше доста отворено комуницираше по однос, а пред се начинот на кој што се носат, односно се уште трае таа процедура на носење на наведените закони. И да, постојат такви ризици кои што за жал оваа влада нема капацитет да ги менаџира и ќе се бара секако соодветни решенија во моментот кога ВМРО ДПМН ќе ја формира владата. Повторно ќе кажам, низ призма, ризикот најголем по мене во дадената ситуација е ризикот по нашиот буџет, бидејќи сме се обврзуваме со еден ваков договор за огромни трошоци, дел од нив дури и непредвидени, од гледна точка не се знае колкав ќе биде буџетот краен, велат 1,3 милиарди евра, но очигледно е дека ќе надмине веројатно и над 2 милиарди евра целиот овој процес, што ќе ограничи секој една влада од гледна точка на друг тип на капитални инвестиции кои што таа треба да ги реализира. Се уште по очекување на сите економисти е дека реперкусиите од кризата настаната врз основа на војната која што се случува во Украина не ги почувствувале европските економии, значи доаѓаат можеби и уште потешки времиња. Сето тоа може Македонија да стави во една многу незавидна позиција.
Но барем тоа што е докажано е дека кога ВМРО ДПМН е на власт, тоа се најдобрите години за македонската економија. И во години каде што имало и поголеми економски и финансиски кризи, со влада од ВМРО ДПМН македонската економија била стабилна, а имало напредок, така да граѓаните треба да бидат уверени дека со домакинска работа, со добар пристап и сите вакви предизвици ќе наоѓаме начин како да ги решаваме. Речи си би можел да се кладам. Не го претарам со зборот, меѓутоа ми има вистина логиката која што вели дека актуелната власт свесна дека паѓа, речи си намерно ви остава толку многу проблеми во надеж дека во еден мандат од 4 години нема просто да бидете во можност да се справите со сите. Вие ќе добиете осакатен буџет, ќе добиете ужасно осиромашени граѓани, администрација бескрено голема, проблем со Бугарија кој што ваков како што е заплеткан ќе се решава на многу компликуван начин. Одеднаш ми се чини ќе добиете толку многу итни случаи за решавање, што наистина ќе биде весело тоа да се гледа ваква страна кажа. Денес прочитав, мислам, трета веќе изјава на министерот за здравство, дека здравствениот систем не е во катастрофална состојба. Да, тоа министерот за здравство кажува тоа. Трета изјава на актуелниот министер за здравство во последните 3 недели кој што ја прочитав во таа насока. За образованието не ни сакам да зборувам, само по себе говори фактот дека завршува учебната година, учениците се уште немаат учебници. И сите тие се предизвици кои што ќе мора да се решаваат. Апсолутно се согласувам. Нема да биде лесно, но со добра работа и со добар план сето тоа може да се реши. А дали мислам дека намерно го прават, искрено ви кажам, немаат толкав капацитет такво нешто намерно да прават. Они се едноставно неспособни. И нема друг збор кој што може да се искористи за овие луѓе кои што ја раководат Македонија во моментот. Затоа што на секое поле на функционирање, која и тема да отвориме, ние имаме постојан неуспех како држава. Не можеме да кажеме дека барем по едно прашање Македонија се движи во правилна насока. Степенот на перцепција кај граѓаните е дотолку висок по ова прашање, да ние тоа го гледаме по анкетите, дури и членовите на СДСМ се убедени дека Македонија се движи во погрешна насока, имаат негативен поглед кон перспективата на Македонија во следните години. Практично и тие што се најтврдокорно врзани со партијата СДСМ, суштински по контролни прашања по анкетите се гледа дека и тие луѓе не и веруваат на оваа влада. Со неколку пријатели сум го зборувал. Има луѓе кои што велат корумпирани веројатно се, но имаме правосудство кое што е целосно под нивна контрола и се уште не е докажано, односно не дозволуваат да се докаже корупција. Но тоа во што сите се апсолутно сигурни е дека по-неспособна влада, ќе повторам, немало. И таа вистините етикета кој што им е залепена, заради тоа се случуваат сите овие проблеми, бидејќи тие не одат кон решавање на проблемите, туку функционираат ден за ден, веројатно заглавени во тие коруптивни сделки кои што им се врвен приоритет, но ќе има кој да го решава, ќе биде тешко, ќе биде предизвикувачки, но за тоа сме и влезени во политиката, да ги решаваме проблеми. Дали ВМРО ДПМН е подготвено за избори? Деновиве меѓу некои разговори на странски представници, нема да споменам имиња, има едно сценарио, се шири кој што јас го слушнав, е дека некаде околу 10 јуни ќе дојде предлогот од работната група на Министерството за правда за измени на уставот и дека ќе се направи обид до крајот на јуни во собранието да почне иницијативата да гласаат, нели, како во собранието потреба од, нели, промена на уставот треба да се изгласка во првата фаза и дека ако тоа не помине, а вие велите дека такво нешто нема шанси да се случи, дека тогаш веќе државата, ова зборувам сега е сугестија од странски емисари што доаѓаат овде да вршат притисок, дека тогаш нема друг избор освен владата да распише предвременни избори. Ова сценарио колку е реално? Ако се сеќавате, да се навратиме на оваа лажна перцепција која што ја гради СДСМ. Почнавме со нели имаа меѓународна поддршка, а ако следите една година имаше постојана канонада на прес-релисови, на изјави на високи представници на СДСМ, дека имало крило во ВМРО ДПМН кое што ќе поддржи уставни измени, па
представници во високото раководство кои што праќале сигнали до нив дека ќе поддржи, и тој меур сега забрзо ќе прсне. Ќе се докаже дека тоа е апсолутно невистинито. Ќе ударат во еден политички ѕид и нема да имаат како да излезат од тој ќорсак кој што сами си го создадоа заради немање капацитет на диалог. Се подсетиме, ние понудивме на оваа влада заеднички да наоѓаме решенија за вакви суштински прашања на држава. И бевте одбиени како 13-то прасе. Премиерот воопшто одбива од една дебата. страна има се погласни информации кои што доаѓаат дека постои и оставка на премиерот Ковачевски, кој што тој се обидал 2 пати да ја депонира. Не му било дозволено тоа да го направи, но тој слушнав како го демантираше тоа, иако малку бледо го демантираше, искрено. Многу чудно е. Да кажам, чудно. Не беше она јасен демант, како што јас јасно можам да ви кажам дека нити пратеник на ВМРО ДПМН ќе ги поддржи уставните измени, ниту било кој член на раководството на партијата ги поддржува уставните измени, но се погласни се информациите кои што пристигнуваат до нас, и тоа можам да го кажам еве и во вашата емисија, дека во разговори со меѓународни представници надвор од нашата држава, високи функционери на ДУИ се почесто зборуваат за одржување на предвремени парламентарни избори оваа есен. Што значи дека високи функционери на ДУИ, согласно информациите кои што пристигнуваат до нас, се повеќе зборуваат дека планираат да ја напуштат коалицијата кој што тие имаат направено со СДСМ. Дали е тоа вистина или не, на крајот на денот времето ќе покаже, јас ќе повторам, тоа се информации, јас не сум како представниците на СДСМ да кажам, со сигурно знам, тоа се информации кои што од кредибилни извори пристигнуваат до нас како политичка партија, времето ќе покаже, но факт е дека ние за помалку од една година секако ќе имаме предвремени парламентарни избори. Дали тие ќе бидат оваа есен или пролета која што доаѓа, јас сум длабоко убеден дека за една година од денес ќе имаме нова влада, реформска влада, европска влада, предводена од ВМРО ДПМН, која што ќе го врати достоинството на Македонија и на македонецот во делот на надворешната политика, а таму каде што е најбитно во делот на домашните реформи ќе се зафатиме со овие суштински прашања како што е катастрофалната состојба во болниците, како што е реформата на образованието, подигнување на економијата и поддршка на низа клучни проекти. Да не бидам безобразен, турски убаво е овако оптимизам, ширите, јас се надевам дека тоа ќе се случи, меѓутоа ние се соочуваме со многу тажна и опасна реалност. Вие во владата имате најмалку 15 на 20 луѓе кои што се директно инволвирани во сериозни проневери со пари. Читав преска, Фокус има се најнова афера скандал каде што се злоупотребени пари од ИПА програмата на Европската унија, купувани камери наместо сензори за сериозни работи за контрола на оган во шуми и така натаму. Значи имате, повторно ќе речам, 15 до 20 луѓе од врвот на владата, од првите 50 луѓе од владата кои што ако ги загубат изборите и не направат влада, ќе значи дека тие ќе треба да одат во затвор. Сега ние не прejudicираме, не може вие со одлука на ВМРО ДПМН си има обвинителство, судови така натаму. Зошто мислите дека тие луѓе би се согласиле на мирен начин да ја предадат власта? Овде сега зборувам за една изјава која што даде Артан Груби, чинам за 21 или за 24, не ми текнува, сега беше пред 6 месеци, рече, ние немаме сега пратеници со кривични пријави, но имаме други методи. Тие методи, според многумина луѓе блиски на ДУИ, па и на СДСМ, се дека ќе почнат хајка против градоначалниците на ВМРО ДПМН, кој што досега нема ниту една афера, ниту една коруптивна сделка објавена било каде против пратениците на ВМРО ДПМН, против раководството, против председателот. Јас на вистина не можам, искрено го кажам, не можам да исклучам дека десетина луѓе од ВМРО ДПМН ќе бидат уапсени на 3-4 месеци пред изборите за да се обезглави ВМРО ДПМН. Прво, обид доколку има за такво нешто, мислам дека тоа уште повеќе ќе го зголеми отпорот на граѓаните против оваа власт. Но да се навратиме од таму каде што почнавте. Да нема никаков сомнеш дека една од целите на следна влада на ВМРО ДПМН ќе биде враќањето на владењето на правото во насока во која што треба. И клучен дел од тоа е во споставување на систем на одговорност.
Како ќе се воспостави систем на соодветна одговорност преку воспоставување на независно јавно обвинителство. Прво треба да имаме независен државен јавен обвинител, личност која што ќе биде подготвена да превзема мерки против луѓето кои што во моментов се на власт, доколку сториле нешто. Тие што не сториле ништо нема веројатно за што да се грижат, но тие луѓе за кои што има сериозни индиции, како што вие спомнавте, и така како ќе треба да бидат загрижени, но и јавен обвинител кој што утре ќе биде подготвен да создаде таков систем каде што и доколку некој функционер на ВМРО ДПМН или било која партија што ќе биде дел од нашата коалиција. Ова не е флускула, се надевам. Не е флускула, така што нема друго сценарио, ако не се случи ова што кажувате, отиде Македонија јабана, се заврши приказата Македонија. Во моментов... Затоа многу сериозно го потенцирам, се извинувам, ве прекинувам, ова е многу сериозно прашање. Прво како што кажавте вие, како ние покажавме дека можеме да бидеме поинакво? Преку добро владење на локално ниво. И фактот што нити имало некоја злоупотреба, нити имало било каква индиција за такво нешто, веќе година и пол од владење на огромен број градоначалници, огромно мнозинство на територија на целата држава. Дополнително, сите тоа сме свесни дека навистина државата е дојдена во ситуација каде што по толку години лошо владење во последните 6 години што се случува, се помасовна желба на младите да се иселуваат, дел од економски причини, но дел од овие причини, односно недовербата во системот, мораме да направиме сериозен и тежок рестарт на нашето општество. И клучен дел од тоа е воспоставување на вакви највисоки стандарди. Немаме алтернативна држава. Немаме каде да ги носиме нашите семејства и затоа мораме да создадеме функционален систем. Тоа е нешто во кое што веруваме, нешто кое што ќе биде клучен дел од програмата на предстојните парламентарни избори за ВМРО ДПМН. Познавајќи го тимот на луѓе кои што работи, голем дел од тие луѓе утре ќе бидат на високи и одговорни државни функции. Верувам дека Македонија ќе биде на вистина поинаква од таа што ја гледаме сега. Но вие рековте, тоа што го зборуваме, јас сакам и секогаш целам да вливаме надеж кај граѓаните, бидејќи со нарушениот дигнитет на македонецот, и тоа системски се работи. Тука верувам дека тоа не е наивно и низ за примери, па и од моето секојдневие од последните недели можам да ви кажам како сум убеден дека системски се работи на обезличување на Македонија, каква што ја знаеме, каква што ја сакаме и каква што мислиме дека треба да биде, е дел од агендата на оваа власт, односно создавање на држава која што само по себе нема да има идентитет. Бидејќи тие сметаат дека само во таква држава без идентитет, држава која што не го почитува своето, само така они можат хипотетички да создадат некој простор каде што би имале добар резултат. Но моќта на македонецот да се избори со тој обид за обезличување го гледаме се посилен во последниот период. Тоа се чувствува и на социјални настани кога ќе идете на роден ден, на прослава, кога ќе се соберете со најблиските. Всушност се чувствува една тенденција на раст на патриотизам интимен кај секој граѓанин и како дел од нашиот колектив, но и кај поединците, пред се бидејќи на сите им евидентно дека оваа власт работи системски да ја обезличи државата. И затоа верувам дека ќе има резултат кој што ќе биде многу разочарувачки за СДСМ на следните избори. Ако е точно ова што го зборувате, тој е противприродно. Противприродно е власта во една држава да работи системски против иднината на состојниот народ. Само во интерес на одржување на некаква власт. И тогаш претпоставувам дека и отпорот станува природен. Тоа е нешто што само по себе се подразбира. Општина Аеродром во рамките на програмата за поддршка на организации во делот на културата и образованието, имаме некој буџет, не е голем, но гледаме на повеќе организации да помогнеме, помага организации од различна природа. Пред неколку дена имаше еден настан организиран од едно здружение на граѓани, насочен кон за денот на семејството, насочен кон афирмација на семејни вредности, на христијански вредности, и беше навистина убав настан за да се присуствува на него. Се пеа традиционални македонски песни,
настапија неколку културно-уметнички друштва и настан позитивен, многу граѓани, многу семејства беа таму. За дента после тој настан да излезе прес-релиз од СДСМ дека тоа било партиски настан, иако искрено ќе кажам, ниту имаше некое партиско знаме, ниту јас бев само гостин на тој настан, ниту јас се обратив, дека тоа било настан кој што бил спротиставен со интересите на огромен број жители кои што живеат во нашата општина. И за мене беше фрапирачки прво кога го читав тоа како прес-релиз официјален од Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија, но тогаш уште повеќе ми се потврди дека тие не сакаат да се пее македонска песна. Дека тие не сакаат да настапува да се игра македонско ор. Дека тие не сакаат ние да го почитуваме тоа што е суштински дел од нашата традиција. Да, ние можеме да бидеме современи и да сме во текст со современите случувања и во делот на музиката, и во делот на културата и сето тоа. Истовремено ние мораме да се го почитуваме тоа што е инхерентно и автохтоно наше македонска. Само ако еден дополнителен пример и тука ќе завршам. Целосно оваа година Општина Аеродром ќе биде покровител на Илинденскиот марш. Знаете зашто? Затоа што се случи за прв пат Министерство за култура да го одбие Илинденскиот марш во делот на својата програма за финансирање. Проект кој што трае долги години низ македонската традиција. И дали мислите дека тоа е наивно? Јас ви убедувам дека не. Јас ви убедувам бидејќи овие луѓе знаат дека што повеќе се афирмира тоа што е македонска вредност, толку послаби ќе бидат тие. Ќе ми дозволиш. Ајде. Не е страшно. Деновиве ми се јави еден мој пријател, новинар од Грција, од Атина. Се занимава со историски артефакти, добар познавач на античка Македонија, комуницираме можеби преку 20 години. И ме прашува дали е точно дека во Македонскиот археолошки музеј во Скопје, зградата дел од Скопје 2014 година, е тргната античката колекција која што ја поседува Македонија. И јас велам, не знам, првиот пат кога ме праша, подоцна се јавив кај луѓе и ми потврдија дека античката колекција, која што е исклучително богата, вредна, ја нема со години веќе во поставката на националната изложба практично. Значи во некој подрум. Во подрум е скриена и нема најава дека таа ќе се врати. И ми вели сега Гркот, му се јавив назад, му велам, точно во право сте, ја нема. Вели, па добро, дали сте вие нормални? Заре мислите дека во Лувр французите ќе ја тргнат Мона Лиза заради тоа што е италијански автор? Па дури и да се тие, нели со хеленско потекло, многу коректен мојот колега, вели не смеете да го тргнете, тоа е светско богатство, треба сите од цел свет да го види. Само како на дополнување ова што го зборуваме, Драган е нервозен, мора на реклами. Не мора, режијата ме предупредува дека е време за реклами. Разговараме со потпредседателот на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник на општина Аеродром господин Тимчо Муцунски. Се враќаме по рекламите. Продолжуваме со разговорот со Тимчо Муцунски, потпредседател на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник на општина Аеродром. Уште малку остануваме во условно кажано високата политика, потоа ќе свртиме и на општината. Се случува нешто интересно на Централниот одбор на СДСМ вечерва. Нели имаат закажано седница на која што нели се дале насоки дека ќе се заокружи процесот за членство во ЕУ, дека ќе се направи се можно и неможно да се случат уставните измени. Меѓутоа интересно, само секунда, се поставило прашање дали помалите владени коалициони партнери би можеле да се повечат од коалицијата како што имаше најава. Тука зборуваме претставам за варијанта на Стојанче Ангелов, потоа зборуваме за ВМРО НП кој што се против Бехтел и Енка и така натаму. Морачанин кој што е против делот законите Бехтел и Енка, но прави кворум во собрание. Меѓутоа се противат објективно. И интересно е дека потпредседателката Кузовска вели не го негира тој факт. Туку вели веруваме дека сите политички партии кои што секако имаат своји ставови ќе бидат над нив и ќе работиме сите за големата слика, односно искористиме шансата за полноправно членство во ЕУ. Значи фактично ги повикува своите помали коалициони партнери да се надминат себе си. Ако го разберем ова добро. Ова не е прашање за вас, да. Висока филозофија. Ова не е прашање за вас, се разбира, Муцунски, вие сте од
од опозиција имате потполно спротивни ставови со сите нив, претпоставувам. Меѓутоа, факт е дека во владината коалиција и покрај обидите да се представи некакво совршенство, хармонија и единство, не е баш така. Такви информации пристигнуваат кај нас подолг период. Прво истите се докажа преку поступувањето на господинот Трајанов, тоа што се слушна од господинот Ангелов во последните денови, секојдневното однесување, како што кажавте и вие, на дел од коалиционите партнери. И тоа е веројатно одраз и на перцепцијата и на тие помали политички субјекти дека блискоста до СДСМ и блискоста до политиките на СДСМ им носи штета, не би рекол единствено на рейтингот. Рейтингот е една работа и таа е секојаш релативно, но и на личниот углед, нивни. Веќе граѓаните ве интерпретираат како соучесник во сите овие и коруптивни состојби, во целата оваа неспособност, доколку останувате дел од владеачката коалиција. Така да не би ме изненадило како што ќе се доближуваме до парламентарните избори, се почести да бидат ваквите состојби, односно јавно несогласување, па може би излегување од коалиција, но тоа си е внатрешно прашање кој што таа коалиција треба да си ги реши, но по мене се е рефлексија на тоа што граѓаните веројатно го комуницираат со сите овие представници на политички партии. А како го толкувате обидот на премиерот Ковачевски да го разгори кај себе, би рекол, патриотскиот дух? Последниве 2 дена дава, Горан, те мола, дава сериозни изјави, најпрвин вчера или завчера кога беше во Осло, порача дека во Осло, да, мислам. Во Рејкјавик. Во Рејкјавик, извинувам, во Исланд денеска не ми оди со имињата. Во Исланд рече дека Бугарија се однесува кон Македонија како Русија кон Украина, денеска му возврати на Радев на провокацијата. Просто неверојатно изгледало. Ако се сеќавате, и пред да се согласи со францускиот предлог, имаше едно фамозно не во Брисел. Така, исто излив на патриотизам, на национално чувство, па 2 недели потоа да се направи сосема спротивното од тоа што се кажа на таа пресконференција. Така да, кога се во прашање националните интереси и чувството за национален интерес, колективно, не само кај премиерот, туку и кај целото раководство на СДСМ, и минато и актуелно, нема да имате чувство по тоа прашање. Вие видите, тој што треба да ги штити националните интереси, примерно Министерството за надворешни работи, министерот за надворешни работи, ако по нешто ќе остане запамтен во неговиот мандат, господинот Османи, е по фактот што на 50 на луѓе им даде картичка со која што ќе го скратат 10-минутното време на чекање на аеродром. Значи тоа е успехот на Министерството. И тоа не функционира, па тоа веројатно не дека не функционира. Наместо вие, например, да работите со македонската диаспора, па таа да ви помогне со тие успешни луѓе да го шират македонскиот интерес, да помогнат да се промовира Македонија, да привлекуваат инвестиции во државата, врвните лекари да носат наши млади специјализанти таму да се усовршуваат, да се вратат во Македонија. Ваш врвен успех е што на 30 од тие луѓе сте им дале картичка, која што реално веројатно не им е ни потребна, затоа што објективно сите патуваме на Скопскиот аеродром, реално повеќе од 15 на минути и самиот и тоа е многу, и за 7-8 минути. И сум приметил оној реч што е нели за дипломатски пасоши. Најчесто и сите граѓани поминуваат, но полицајците се коректни, гранични служби се коректни поминуваат. Тие што треба да ни го штитат националниот интерес, Министерството за надворешни работи, јас пак ќе кажам, во последните години, барем тоа е единствен проект кој што јас сега садеа на да, и тоа да не го забравиме. Не знам, цвеќиња садеа. На кровот на Министерството за надворешни работи, една група луѓе посадија неколку дрвца со министерот Османи. Тука некаде завршуваат да, капитален инвестициски проекти, тука некаде завршуваат тие успеси на тие луѓе кои што треба на тој план на вистина да работат да го штитат интересот на оваа. Ајде сега за една локална, всушност општо национална тема. Во градинката Лале во Скопската населба аеродром, морам да прашам, ако не се лажа и мојата ќерка одеше во Лале, ако грешам, мојата сопруга ќе се налути. Конфликт на интереси. Да. Се случи еден скандал, многумина така го квалификува како скандал, дека директорката не дозволила да се изведе македонската песна "Нешто ќе те питам, бабо", или побарала да се извади стихот каде се споменува Гоце Делчев. Ова било, ако го разбрав добро објаснувањето, затоа што некој родител се јавил и рекол дека тоа има некаква политичка конотација. И директорката веднаш нашла за сходно тоа да го прекрати. Потоа имаше лавина коментари и морам да ја прашам. Многумина веројатно мислат дека вие сте во општината аеродром Семокени, дека буквално можете да сечете глави.
побара веднаш да биде разрешена таа директорка, не знам, се што може да се направи. Вие имавте некакви одговори во врска со ова прашање, меѓутоа можеби нешто најкратки реченици. Вака накратко. Генерално, низ призма на мојата работа како градоначелник, апсолутно секојаш избегнувам политизација, посебно кога се во прашање областите образование и предучилишна воспитната дејност, која што е делумно дел од надлежноста на општината. Градоначалникот и општината немаат надлежност да се мешаат во наставните и воспитно-образовните програми по сила на закон. Но тоа што јас го добив исто така како информација, ја добив истиот ден, попладнето се објави информацијата во медиуми, јас утрото ја добив конкретно информацијата, ме загрижи од гледна точка, навраќајќи се и на тоа што го зборувавме претходно, моето чувство беше како да има некој вид на обид за цензура. И јас, повторно ќе кажам, не сакам да политизирам оваа состојба, но истовремено нема да дозволам цензура во општината. И посебно доколку и кај родителите и кај дечињата има желба за афирмација на тоа што е македонско, за тоа што е национална вредност, ние треба да ги поспешуваме во таа насока, а не да ги дестимулираме. А тоа што можам да го кажам е дека во текот на утришниот ден имам средба со родителите од таа група во градинката и со нив ќе се обидеме да најдеме некое решение со кое што истовремено и општината ќе ги почитува законите, но ќе побараме и некоја можност на тие дечиња да им најдеме начин преку кој што тие ќе можат да го представат тоа што го подготвиле. Знаете како е, тие што имаме барем мали деца, знаеме дека кога вложуваат оние енергија, го чувствуваат на друг начин некако од повозрасните. Има желба и разочарување некогаш ако се ограничат. Јас самиот имам мало дете кое што оди во градинки и знам колку значат тие приредби за дечињата. Така да утре по средбата со родителите мислам дека ќе најдеме некое решение кое што ќе се спротистави со чувството дека има цензура и пред се нема нешто побитно од самите дечиња да бидат задоволни. Не сакам поединечно да коментирам, бидејќи пак ќе кажам, образованието и воспитувањето треба да бидат максимално оддалечени од политиката, но истовремено и јас како градоначелник, како избран функционер, како политичар, сепак во рамките на тоа што јас го можам, ќе направам се за да спречам било каков обид на цензура. Да, веројатно ќе се најде оптимално решение. Да, јас би отишол сега од локалната тема во аеродром со конфликт на интереси на Вашингтон. Денеска во Сенатската комисија за надворешна политика на Американскиот сенат се разбира, има така да речено хиринг, сослушување да речам, сведочеле двајца луѓе кои што се овде за нас релативно важни, Дерек Шоле, тој е советник во Стейт департментот, како и Габриел Ескобар, заменик, помошник, државен секретар на САД, човекот кој што директно одговорен за нас, се однесува ова сведочење на американските контакти и активности на Балканот, да речам. Преведувам се од англиски, ми го пратија пред малку. Интересно е што и двајцата имаат по околу 3 страни сведочења за регионот, за Македонија, освен тоа дека е супер партнер во НАТО. За Македонија, овдека зборувам сега за Ескобар, вели за да ги засили своите европски аспирации, Македонија се обврзала да направи уставни промени за да го признае своето бугарско малцинство. Ние силно ги поддржуваме оваа тешка, но неопходна одлука, односно чекор. Прво сум разочаран, многу малку за Македонија се збори овде, нема ништо за Бехтеленка. Денеска главен или настана денот беше обвинувањето на амбасадорката Агелер кон ВМРО ДПМН, а овде во Американскиот сенат уопшто не се ни спомнува Македонија и за овој голем скандал. Но суштината на ова што го прочитав сега е дека владата се обврзала дека ќе направи уставни промени. Вие преска кажавте во 2 наврати дека такво нешто не е можно.
ова е влада која што неколку пати имам слушната од низини високи представници како зборува за потреба од консенсус по однос на суштинските прашања. И денес баш во неколку наврати тоа го спомнав во неколку разговори кои што го имав, дека консенсусот, доколку сакате да биде успешен, се гради пред да се носат одлуките. А не се носи одлука, па потоа да кажеме, сега ние веќе од кога одлучивме што е најдобро, дојдете вие да се согласите со тоа. Тоа не е консензуално одлучување, тоа е ултимативно одлучување. И токму тоа е тоа што се случи. Да, владата се согласи. И се согласи за обврски кои што предпоставуваат двотретинско мнозинство, без да го има тоа двотретинско мнозинство. Ние бевме одговорни во тој процес и затоа не чувствуваме Баравте средба да се расчистат овие дилеми пред да биде. Не само средба, да ве потсетам, председателот Мицкоски понуди тим на 4 четворица. Понуди професорката Гордана Силјановска-Давкова, Александар Николовски, Антонио Милошовски и јас да бидеме дел од тимот кој што ќе помогне да се најде достоинствено решение. Идејата беше отфрлена веднаш. Во рок од половина час се отфрли идејата. И потоа се постигна договор кој, ве убедувам, доколку ние бевме дел од тој процес, немаше да дозволиме да дојде до вакво решение. Се постигна решение кое што и владата самата се фали дека таа го преговарала. Значи не е тоа ултимативно решение кое што Европската унија. Дури во еден момент се обиде да го прикажат како успех. Така како успех, и сега вели по тоа решение за кој што одбивме да ве консултираме и за кој што не го побаравме вашиот став, сега тоа решение вие морате да го прифатите, а доколку не го прифатите, вие сте политички неодговорни, вие се однесувате антиевропски и вие не знаете да функционирате во рамките на духот на компромис. Тоа е лицемерие. Тоа е лицемерие кое што произлегува од внатрешна неспособност и да, владата си има создадено проблем врз основа на уврска кој што таа го превземала, но сега како што си го создале проблемот, така нека и си го решат. Овие луѓе не можат да решат учебници, ќе повторам, да ни донесат во училиштата. Има уште месец дена до крај на учебна година. Камо ли да решат клучно надворешно политичко прашање? Ќе повторам, единствено по кое што ќе ги памтиме во надворешната политика е картица за скокање на ред на граничен премин. Друго тие не знаат и не можат да направат. Но овде има патерн, овде има сериозен патерн. Шема на однесување ова. Правиме договор, опозицијата да го прифати. Потпишуваме договор со објект Еленка, ќе ги менуваме законите. Да. Ова е сериозно прашање, но за жал Драган ме гледа лошо овака од преска. Јас работувам со режијата во случајов, да, доаѓаме до крајот на емисијата, имам уште навистина многу прашани. Тимчо Муцуски, меѓутоа, ете, истеко времето. Може ли две блиц прашања само и тоа од општински карактер, нека е и како што вели Горан, злоупотреба на службена должност. Моите соседи се пожали, еве поздрав до нив, околу тревата во аеродром, не е навремено косена, како се вика тоа, средувана. За жал имавме оваа година висок степен на неажурност од јавното предпријатие Паркови и зеленило, за кое што имаме споделени надлежности по тоа прашање. Практично областите каде што тие прво по надлежност треба да ги покријат, несоодветно ги реализираа своите обврски и всушност општинските служби мораат да влезат на теренот кој што по природа на надлежностите ги покрива градското јавното предпријатие. Се знае кој што треба да големите сообраќајници ги покрива. Така, и сега мораше нашата служба да излезе да го покрие тоа што не успева да го направи градот. Но на време ни стана јасно дека имаме ваков проблем. И затоа веќе во текот на викендот ќе го представиме решението за проблемот. За прв пат заради недостатокот од една страна на работна сила, кој што има во државата. И тоа го слушнав, дека навистина не може да се најдат луѓе што би го сработеле. Да, имаме отворен оглас за уште 30 работници и веќе година дена не можеме да ги најдеме 30 работници. Паралелно градот навистина потврла целосно во своите надлежности, посебно голем дел од овие јавни предпријатија, и одлучивме да искористиме еден модел кој што го користат најголем дел од европските земји, а тоа е ангажирање на приватен партнер, бидејќи нема да платиме 30 луѓе кои што ни се потребни, за кои што имаме предвидено буџет, ќе ангажираме приватен партнер кој што заедно со општинската служба ќе работат заедно и ве уверувам и вас и сите граѓани, веќе од следните денови ќе може да почувствуваат разликата не само во делот на косењето на трева, туку уопшто во делот на одржување на јавната чистота и хигиена.
кога градот потврла, за жал, тој е тој капацитет кој што го има град Скопје во моментот, а истовремено и тој недостаток кој што имаме, системски ќе најдеме начин како да го решиме и ќе биде подобро. И финално прашање, мостот Беласица е практично граница меѓу аеродром, центар и Газибава. Да. Последните информации велат дека и тоа мене никако не ми влегува во глава, фантастична година и пол ние ќе чекаме да се санира тој мост. Дај Боже да грешам. Такви се информации. Сообраќајните проблеми веќе сите ги чувствуваме. Јас во текот на денешниот ден 3 пати морав да транзитирам надвор од аеродром на неколку локации и веќе создава проблем во целиот град. Таа точка создава веќе проблем и импликации и во малку поддалечни делови од градот Скопје. Вака, тоа што јас би можел да кажам како градоначалник на општина Аеродром, нема за мене нешто позначено од безбедноста на граѓаните. Значи, треба да се најде решение кое што на прво место ќе ја стави безбедност. Но истовремено веќе станува прашање и поврзано со итност, бидејќи за проблеме поврзано со животната средина, проблеме поврзано со функционалноста на целиот град. Така да градот Скопје треба да си го свати овој предизвик многу сериозно и да најде итно решение. Веројатно постои моделитет како тоа да се направи. Јас со повеќе стручни луѓе кои што разговарав денес и тие се на ставот дека има решенија кои што се побрзи и поефикасни, но прашањето е по целосна надлежност на град Скопје. Единствено што би можеле ние да направиме еден апел до нив да не се фокусираат на ова прашање како што се фокусираа на сите други инфраструктурни проекти во последната година дена. Јас на пример во аеродром кажувам едно булеварско решение кое што е отпочнато, тоа е булеварот Васко Карангелевски, се уште не е завршено. Така да посакувам град Скопје конечно малку посериозно да се зафати со ова прашање, бидејќи предизвикот е голем за сите нас. Многу е важно да не чекаме со завршување на Кичев Охрид да биде овој мост. Уште една работа на крај пред полнот веќе. Има ли простор јас и Драган да бидеме ангажирани за косење трева во аеродром? Се шегувам. За добар хонорар. Да, еден господин ми пишува дека ние работиме како што плаќаат, така што така вели господинот. Ние сме подготвени и волонтерски доеме да косиме, имаме одредено искуство, така да може да помогнеме на аеродром. Градоначалнику Тимчо Муцуски, подпредседател на партијата ВМРО ДПМ, благодариме за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се за оваа работна недела. Утре во 15 часот сепак имате можност да го проследите репризното издание на оваа емисија, а јас и Горан Момировски повторно ви се јавуваме во понеделник во 22 часот и 30 минути. До тогаш пријатно.